Така се погоди на 5-тиот ден на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Програмата беше исполнета со најголем број проекции и ако во сето тоа ги вклучиме и работилниците за видеоактивизам и за критика за креативна документаристика, денот навистина беше полн. Meanwhile, back in Marwincall, the SS took me, they tied me up, then started cutting me. I put a scar down my face because this side was damaged in real life. Во главната програма на фестивалот беа прикажани два филма, американскиот Марвенкол и чешкиот Катка. Режисер на филмот Марвенкол е Джеф Малмберг и тој е најсоодветниот автор кој со овој филм најавтентично сведочи колку може да биде возбудлив и еден документарен филм. Марвенкол е приказна во приказна. Марк, главниот лик во овој филм, бил крвнички претепан пред повеќе години. Толку бил претепан и толку му бил оштетен мозокот, што на 30 години морал повторно да учи, да оди и да зборува. Марк, како дел од својата терапија, започнува да гради во својот двор макети на сцени од Втората светска војна. Гради град и луѓе кои ги представуваат неговите блиски. Но тој започнува да ги фотографира сцените со кукли и со неверојатен изблик на фантазија започнува да прави приказни. Ги поврзува куклите ликови, ги става во сцени и ги става во приказна во која тој ја проектира својата лична судбина и драма. Во таа негова приказна, тој е сепак јунакот кој со помош на своите фиктивни пријатели ги победува насилниците. На тој начин тој го доживува она што го очекувал да му се случи во вистинскиот живот, кога бил во опасност. Со помош на фотографии креира животни драми. Медиумите дознаваат за неговиот град Марвенкол и ова негово дело добива една поинаква уметничка димензија. Сега Марк е на крстопат. Мора да одлучи дали да го пресели Марвенкол од својот безбеден двор во светот на уметноста. Господине Джапаровски, како гледате на овој концепт на фестивали на креативен документарен филм во еден краток период, да речеме од 7 дена овде во Скопје, на почетокот на летото се случува навистина нешто интензивно и убаво. Значи гледаме вака во еден концентриран период неколку добри документарни, креативни документарни филмови. Јас исто така се согласувам со ова. Смислам дека една ваква концентрација на документарниот филм во форма на фестивал на документарниот креативен филм е она што на нашиот град и воопшто на државата и недостасува, бидејќи овозможува во едно кратко временско раздобје да се согледаат најзначајните остварувања во документаристиката, не само во европски, туку и во светски рамки. Се разбира за тоа треба да им бидеме благодарни на организаторите на овој фестивал, кои што со многу љубов, со многу ентузијазам, но и со многу знаење успеваат да го организираат фестивалот, да привлечат публика, да одберат прекрасни филмови, со еден збор да ни овозможат едно естетско доживување врзано за документарниот филм. Pohádka o tom, jak se Katka ženskou stala a co by ještě stihnout měla. V jednom malém království se narodila dívenka. Měla svůj svět, svoji fantazii. Катка е филм на Хелена Трештикова од Чешка и кога зборува за концептот на креативниот документарен филм, таа го објаснува тоа во една реченица. Ке се обложиш на некој на почетокот на процесот и потоа чекаш да видиш што ќе направи животот од него. Со оваа реченица режисерката објаснува како било можно цели 14 години да го следи животот на Катка со камера и од тоа да направи успешен филм. Катка е долгогодишна наркоманка која си посакува животот да ја се смени на подобро и да живее колку што може понормално. Филмот ја следи нејзината 14 годишна борба со дрогата. Дали ќе успее барем оваа рехабилитација? Дали ќе се најде во прегратките на некој човек што ќе ја засака?
дали некогаш ќе го чуе плачот на нејзиното прво и долго очекувано бебе. Тркајќи низ улиците на Прага, таа ќе се зближи со човек кој сите ние секогаш би го избегнувале, но таа во него ќе пронајде голема човечност. Со филмот за Катка бевме сведоци на внатрешната борба кај оваа млада жена и надежта за среќен крај на нејзината животна приказна. Katko, co se děje teďka? Токму кога зборуваме за естетското доживување, видовме повеќе остварувања од овој тип на креативен документарен филм, кои во голема мерка го почитуваат она што значи некоја динамика соодветна за документарниот филм, драма, развој на действието, работа со сето она што се случува и што навистина ни дава уште еднаш прилика да видиме дека ниту малку не заостанува она што значи документарен филм во однос на фикцијата и во однос на другата филмографија и дека со исто внимание и со исто љубопитство може да се гледаат овие филмови. Така да малце за таа естетика на овој документарен филм. Да, и документарниот филм исто како и играниот филм следи определени принципи врзани за неговата форма и кога станува збор веќе за формата, таа е естетичка категорија која што овозможува да дојдеме и до квалитетите врзани за самата форма, имено приказната во документарниот филм е она што го носи самиот филм, но тоа не е нешто ново. Приказната е клучен елемент и на трагедијата уште од времето на Аристотел, така е и до денешни дни. Така што приказните што во документарните филмови се раскажуваат, во основа го детерминираат и начинот на кој што ќе биде раскажана таа приказна. За среќа, многу од тие филмови не потпаѓаат под она желба буквално да се естетизира и стварноста и ликовите кои што се представуваат, туку едноставно да дадат едно сопствено видување на приказните врзани ни за настани, ни за проблеми, ни за случувања во нашево време исполнето со премрежија, индивидуални човечки судбини да се анализираат од беда до богатство кое што постоело па го нема. Значи тие индивидуални приказни, но и колективни драми, како и во некои документарни филмови, се она што прават навистина ние да уживаме гледајќи ги овие филмови. Ikkunasta näen, kun jotkut ihmiset joutuvat kävelemään autotielle jalkakäytävän sijaan. Heillä on rinnassaan keltainen tähti. Siinä lukee itä. No niin. Во програмата кратки филмови исто така два филма: Жезлото на Геринг и Темнината на денот. Жезлото на Геринг во режија на Пија Андел е креативен, авторски филм направен од архивски материјали и еден од најдобрите примери за тоа како на таквиот музејски материјал може да му се даде уметничка димензија и филмски живот. Жезлото на Геринг е историски документарен филм за младиот снимател Феликс Форсман, кој во 1942 година ја снимал посетата на Адолф Хитлер на Манерхейм во Германија. По завршувањето на Втората светска војна, овие архивски снимки биле забранети да се прикажуваат цели 65 години. Me mennään pois. Kuvauksissa avustajina toimivat etnisen näköiset henkilöt on haettu keskitysleiriltä. Една од карактеристиките за која се зборуваше овие денови на фестивалот е она што во еден дел од историјата на уметноста или филозофијата на уметноста се нарекуваше ангажирана уметност. Тоа очигледно е суштествено за она што е креативната документаристика. Документарниот филм во себе по дефиниција содржи ангажираноста, затоа што тој дава една слика на нашето време, дури станува на моменти и пореален од фикцијата, од она што е врзано за прозата. Се разбира, фикцијата се врзува за некои измислени светови, но имагинативноста што постои во фикцијата ја гледаме и во документарниот филм. Документарниот филм токму се потпира врз самата стварност, критички се однесува кон таа стварност и нуди еден извесен индивидуален поглед кон таа стварност. Бевме сведоци на многу филмови кои што се во ова
го понудија на еден врвен начин. Само уште едно прашање. Оваа година на фестивалот, што е сосема соодветно на трендовите на ваквите фестивали, во вреднувањето на филмските остварувања што ги гледаме, се внесени и наградите за човекови права и за етичност во филмот, што исто така е еден од суштинските елементи како составен дел на овој тип на креативни документарни филми. Да, ето и тоа говори колку документарниот филм содржи во себе и етичност, колку се врзува за остварувањето на човековите права, колку тој се бори всушност за едно похумано живење, колку ни овозможува и самите ние, гледајќи ги тие индивидуални, но и колективни приказни, да се запрашаме себе си каде сме, каде одиме, кои се нашите вредности, до кои што држиме и што всушност треба да направиме за, како што би рекол одавна Мисриков, за однапред. Темнината на денот е втор филм на авторот Џеј Розенплат на годинашниот Македокс, после оној под наслов Возот Д. Во својата форма овој филм е оригинален, бидејќи е направен од филмски ленти и рестлови кои биле собирани откако биле фрлени во отпад заради се поголемата употреба на дигиталните камери. Од еден таков материјал, Розенблат направил филм врз основа на едно претходно и длабоко истражување на феноменот на самоубиството како табу тема. Една награда за документарен филм го носи името повистините од фикција, True and Fiction. Така што може и на тој начин да се толкува документарен филм, дека во себе содржи и елементи на фикција кои што се на имагинативен план дури повистински од самата фикција. Значи документарниот филм се потпира врз индивидуалните приказни, но и врз колективните приказни и се обидува на еден свој собствен агол да го прекрши светот низ призмата на филмската камера и се разбира низ призмата на имагинацијата. Но јасно е дека секоја дефиниција е ограничувачка, така што и ова не беше ниту дефиниција, туку повеќе еден описен однос кон документарниот филм. У том моменту смо баш завршили. Туку што ја завршивме работата на нашиот последен филм. Се работи за еден еколошки филм за реката Соча. Соча е река која поминува неколку граници. Ние во нашиот филм границата не ја третиравме како политички момент, туку како природна граница која не обрнува внимание на политичките граници. Но во тоа е проблемот. Токму еколошките граници луѓето не ги почитуваат. Наводно не респектирају, како да кажем. Во програмата Еколошки документарци оваа вечер беше представен филмот Скршена месечина на режисерите Маркос Неграо и Андре Рангел. Филмот не пренесува во еден од најизолираните и најнескротените делови на планетата, во срцето на Хималаите, каде што заедно со своето семејство живее стариот номад Сонам. Една неочекувана климатска промена ќе ги пресуши сите реки и неколку села ќе претвори во пустина. Немоќен да го продолжи животот на традиционален начин и соочен со колапсот на својата заедница, Сонам започнува очајнички да трага по одговорите кои би можеле да ја променат нивната иднина. Скршена месечина е филм за вербата и пожртвуваноста на луѓето кои ги носат последиците од климатските промени и сегашниот курс на човештвото. Just no way. Kalau baru mami lo perlu mama just cerita.
ما عاد شرب زركان ويالي تيغنا ناس طبر وشز ما خرجنا